Иако се нудат субвенции за осигурување на земјоделските култури, кај пелагониските земјоделци се уште е слаб интересот, надлежните сметаат дека причина за незаинтересираноста најверојатно е недоволната информираност на производителите. Осигурувањето во земјоделството е особено специфична проблематика, со оглед на тоа што земјоделството се смета како фабрика на отворено и сноси многу поголеми ризици од другите видови на осигурување. Постои во Република Македонија агенција за супервизија во осигурувањето, која што прави напори заедно со владата Република Македонија пред да се подигне свеста на населението, односно на земјоделското население за осигурување на посевите и на имотите. Меѓутоа, засега интересот е слаб и покрај тоа што поголем број на осигурителни компании веќе ги адаптираат условите, сепак се индивидуални сите услови, значи секоја осигурителна компанија има свои посебни услови кои што ги обезбедува земјоделските производители за добивање на полиса за осигурување во земјоделството. Меѓутоа, интересен е фактот што владата Република Македонија го субвенционира и самото осигурување. Државата за осигурување на земјоделските култури нуди финансиска поддршка од 60% од средствата кои треба да се издвојат, меѓутоа интересот е се уште низок во останатите земји од светот. Осигурувањето во земјоделството е основа за користење на сите други придобивки од страна на државата. Се надеваме дека во иднина земјоделските производители ќе станат свесни дека осигурувањето е за нивна корист и дека доколку започнат да осигуруваат своите имоти, ќе можат да се обештетуваат. Значи, постојат повеќе видови на земјоделско осигурување, на посеви, на имот, на жив добиток и така натаму, така што секој земјоделец во однос на сферата која што практикува, односно во што го работи, може да преговара директно со осигурителната компанија за да добие точни податоци што добива со самиот чин на осигурување. Во изминатиот период, Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството одржа бројни средби со земјоделците, каде беа истакнати придобивките од осигурувањето во земјоделството. Веќе и Република Македонија, како и другите држави во светот, е зафатена од климатски промени, така да овие климатски промени ќе влијаат врз земјоделството, што е најнормално, што значи дека за прилагодувањето ќе одат посебни агротехнички и друг вид на мерки, меѓутоа осигурувањето сепак останува една од превентивните мерки со кои што ќе се превенира евентуален губиток на принос или приход во земјоделското производство. За обештетување на граѓаните кои претрпеа штети од поплавите во 2015 година, владата на Република Македонија обезбеди 22 милиони евра, но тогашното 100% обештетување беше исклучок, па се апелира до сите земјоделци да ги осигуруваат своите посеви.